Остра дебата денес имаше на седницата за пратенички прашања помеѓу опозицијскиот лидер Венко Филипче и премиерот Христијан Мицкоски. Клучен момент беше темата за животниот стандард, а посебно за унгарскиот кредит, кој за Филипче е неоправдан, но за Мицкоски исклучително важен. Последни сме во Европа по стандардот и по примањата. Најниски, на дното. Не само што сме на дното. Нема изгледни политики, најави кои што тоа ќе го коригираат. Нема најави за зголемување на стандардот. Нема најави за зголемување на платите. Се порасна. Сите цени се зголемија. Излезе во јавноста, не од кај нас, повторно, од Европа, од Унгарија, дека ќе се испита унгарскиот заем. Ве предупредувавме. Зошто зимате 1 милиарда евра сомнителни пари? Излегува дека луѓето сметаат дека имаат кинеско потекло. Загрозен ли е нашиот стратешки правец на движење, на задолжување, на концепцијата на задолжување во земјава со тој кредит? И не ставивте на мапата на срамот на Европа дека сега има сомнеш дека нашата власт ја ставила државата во некаква сомнителна сделка. Самото тоа што излезе веста од Унгарија дека практично е даден заем на Македонија по преференцијални услови, отвара потреба за темелна истрага во рамките на самата држава Унгарија, а со тоа ние покажавме дека како држава сме успеале да обезбедиме ефтини средства, односно да бидам попрецизен, наефтини од сите други држави кои што во тој момент ги обезбеделе. И тие средства, половина ги потрошивме за да вратиме евроврзница од 500 милиони евра, половина, односно четвртина од другата половина ја користат преку субвенциониран заем со каматна стапка од 1,95% компаниите, претпоставувам и они го слушаат ова, а останатите 250 милиони, заедно со други 250 милиони, се употребени и искористени за финансирање на проекти во општините, вклучително и во оние општини во кои што вие имате неколкумина градоначалници. Јас мислев дека вие ќе излезете и ќе пофалите зашто државата направила таков аранжман, за кој што самата унгарска влада вели дека е по преференцијални услови, дека унгарските граѓани ќе требало да плаќаат 250 милиони евра дополнителни камати и така натаму, вие повторно излегувате и кажувате работи кои што не се вестините.